Благодарам, председателе, почитувани граѓани, представници на медиумите, почитуван премиер, министри, колешки и колеги пратеници. Пред сите нас во ова сала, пред секој пратеник во Македонското собрание е уште една одлука од која директно зависи еднината на целиот наш народ, на сите наши граѓани. Секој пратенички состав од осамостувањето до денес, буквално секој поминал низ носење одлуки и буквално секој во својот мандат носел барем по една тешка одлука или одлука која предизвикувала сериозни бранувања во јавност. Секако, оние кои се однесувале на меѓуетничките прашања, на меѓусоседските прашања, прашања меѓу две соседни држави се тие кои посебно овде на Балканот задираат во најдлабоките чувства на граѓаните, без разлика на кој народ припаѓаат или каква етничка припадност имаат, и тие се прашањата или темите кои за жал и во минатото, а и денес лесно може да се искористат за добивање моментални, лесни, ефтини, ситни, мали, бедни политички поени со меѓусебни обвинувања за наводни херојства и наводни предавства. Тие мали, ситни, бедни политички поени, иако се значајни определен временски период, сепак знаат да направат штета во понатамошниот тек на функционирањето на државите. Така е и кај нас. Впрочем, тоа е така и кај нас, зашто како земја ништо лесно не сме добиле, ништо лесно не поминало, сме се изнамачиле за секое прашање, ни една лесна битка не сме имале во кој и период од минатото да погледнете. Без разлика од денешен аспект како изгледа, без разлика дали сме подзаборавиле ние, дали воопшто и младите се сеќаваат, сепак повозрасните добро паметат дека сме создавале независна, суверена, самостојна држава Македонија, без буџет, без војска, без оружје, со ембарго, со купување гориво со бонови поради ограничени количини, со редици за продажба на леп, со редици за млеко и основни прехранбени продукти, со инфлација од над 2000% и така натак. И за тогашните политичари или носители на политички функции, за кои мора да признам дека имале поголема политичка култура, имале поголема храброст и визионерство, сепак на определени теми присутни беа истите обвинувања за наводни предавства и само прогласувања за наводни патриоти. Но времето потоа ја потврдила исправноста на тие одлуки, а потврдило дека вистинскиот патриотизам бил, е и ќе остане носење државнички одлуки. Без да отварам стари теми и стари рани, ама подсетете се на паролите за сечење канџи, за држење конгреси во градови во други држави, за покажување карти на големи држави и така натак. Гледајќи од денешен аспект, поради умешноста на тогаш обвинуваните политичари, станавме независна држава без жртви, без употреба на оружје, без војни кои тоа се случуваа во сите републики на поранешна Југославија, но да подсетам, и тогаш имаше прогласување на наводни патриоти и наводни предавници. Може да зборуваме и за студентските протести од 1997 година, за педагошкиот факултет тогаш на албански јазик. И тогаш наводни патриоти и наводни предавници. За час помислете од денешен аспект за кое прашање станувало збор. Педагошки факултет на албански јазик. Но и тогаш наводни патриоти и наводни предавници. Може да зборуваме и за 2001, може да зборуваме и за Охридскиот рамковен договор. Истата приказна и тогаш.
наводни патриоти и наводни предавници. Да зборуваме и за 2011, за амнестијата на хашките случаи. Исто, наводни патриоти, наводни предавници. Да зборуваме за 2018, за Преспанскиот договор, исто. Само подсетете се на сите овие теми и прашања од тој период. Стварање хистерија со лажни тврдења, со манипулации, со невистини. Да се подсетиме на Закона за употреба на јазици. Знаете ли какви манипулации и хистерии имаше овде во оваа сала? Знаете за изјавите дека родителите ќе плаќале казни по 5000 евра ако децата не им учеле албански јазик? Знаете какви лажни кампањи и манипулации се правеа и во Прилеп, и во Битола, во Штип, и во сите други градови од Источна Македонија, дека некој со сила треба да учи јазик, а ако не, треба да плати казна. Еве, помина 4 или 5 години. Што е точно од тоа? Буквално ништо. Ги нема ни казните, ама и тогаш истата приказна. Наводни предавници и наводни патриоти. Зошто? За пусти, ефтини, бедни, ситни политички поени. И тогаш лупање, тропање, удирање на говорници, но ден денес без ниедно извинување кон изманипулираните граѓани. Или и да зборуваме за бегалските кампови. Овде, на оваа говорница, бегалци ќе доаѓале, згради ќе им се правеле, училиште ќе им се граделе, градинки ќе им се граделе, убиства по улици ќе имало, жени и девојки ќе силувале. Еве, помина 4 години. Истата приказна, истата лага, лага до лага, манипулација до манипулација. И да не продолжам со спомнување на други такви теми во собранието, бидејќи поентата ми е јасна. На такви теми овде, на Балканот, овде кај нас, лесно е да бидеш таков политичар. Да ја фрлиш искрата, да го запалиш огнот и да гледаш од страна како некој друг гори. Лесно е да се изјаснуваш против договорот од Преспа, а потоа да се фалиш дека си гласал Северна Македонија да стане членка на НАТО. Лесно е да повикуваш на бойкот, лесно е да бойкотираш референдум, да манипулираш со граѓаните, да глумиш патриот, а со самото гласање Северна Македонија да стане членка на НАТО, точно, прецизно и директно го прифаќаш референдумското прашање. Такво беше референдумското прашање. За референдумот бойкот, за гласањето Северна Македонија да стане членка на НАТО, за и ниедно, буквално ниедно извинување кон граѓаните. Лесно е со шпекулации да будиш најдлабоки чувства на секој македонец за мајчиниот македонски јазик, да зборува за македонскиот јазик како бугарски дијалект, а да не дојдеш, да не гласаш, ниту пак да го поздравиш подпишувањето на договорот со Фронтекс, прв договор подпиша на македонски јазик со Европската Унија, со сите членки на Европската Унија, вклучувајќи ја и Бугарија. Лесно е со лаги и манипулации да зборуваш за бугаризација, за наводна бугаризација и асимилација, а да не гласа заклучоци поврзани со преговарачката рамка со кои се обврзува оваа влада, следната влада, па и секоја друга идна влада за целосна заштита на македонскиот јазик, македонската посебност, македонскиот идентитет и култура. Лесно е само декларативно да велиш дека си за ЕУ, а да правиш се за да не станеш дел од ЕУ. Лесно е, почитувани колеги, ама не е честно. Не е честно не само пред нас, пратениците, не е честно пред граѓаните. Не е честно да им ја крадеш еднината за мали, ситни, бедни политички поени и борба за власт. Не вреди борбата за власт ако се загрози еднината на државата. Ние може да говориме, да дебатираме, па и да се расправаме на многу теми, но за вакви прашања,
Имаме одговорност за иднината на татковината и сите нејзини граѓани. Државата мора да оди напред, а неизвестноста да станува се помала и да остане за нас. Тоа им го должиме на нашите предци, за жртвата, за херојското минато, за посветеноста за создавање самостојна и независна држава. Тоа им го должиме на нашите современици за обезбедување по квалитетен живот. Тоа им го должиме и на генерациите после нас, за својата иднина да ја градат во својата татковина, не во странство. Затоа што членството во Европската Унија, како стратешка цел, поставено од независност и за која сонува генерации и генерации, не е случајно поставен. Текстот на уставните измени е пред нас. Јавно е достапен. Сега целата јавност може да се увери дека станува збор за измени кои досега беа познати во текстот, со кои што се унапредува Уставот и не се загрозува ништо. Не се загрозува ниту едно македонско идентитетско прашање, а истовремено овие измени го забрзуваат процесот за членство во Европската Унија. Интервенциите се однесува на додавање народи во преамбулата и членовите 49 и 78 од Уставот при набројување на делови од народи во нашата држава, односно во формулацијата. Граѓаните на Република Северна Македонија, македонскиот народ, дел од албанскиот народ, турскиот народ, влашкиот народ, српскиот народ, ромскиот народ, бошњачкиот народ и другите, кои што се додаваат изборовите бугарскиот, хрватскиот, црногорскиот, словенечкиот, еврејскиот, кипчанскиот народ. Но и овие измени се во духот и на Крушевскиот манифест, во духот на Асном, Охридскиот договор и се подготвени од страна на работна група составена од експерти, докажани професори и неколку универзитети во државата, како и представници на политички партии. Овде мора да спомнам дека како пратеници мора да го согледаме фактор на постоењето и на торбешката заедница, бидејќи на последниот попис за торбеши се изјасни околу 6000 наши сограѓани, луѓе честни, лојални на државата, секако имајќи ги во предвид правните можности при набројувањето на народите во преамбулата за нивно внесување. Како демократска партија, која ги почитува сите подеднак, ќе продолжиме да работиме рамо до рамо со нив за нивна уште поголема афирмација. На вака предложениот текст на уставните измени никој нема ништо против. На предложениот текст никој нема забелешки. После 17 години во чекалната, 11 години во изолација, минатата година ги започнавме преговорите со Европската Унија. Со усвојување на уставните измени го продолжуваме европскиот пат до полноправно членство во 2030 година. Ова е историска шанса за која имаме силна поддршка од нашите партнери САД и Европската Унија. Нашите млади, нашите деца заслужуваат да живеат земја членка на Европската Унија, но тука дома, во својата татковина. Ние тука, како пратеници, сме сепак и представници на граѓаните, а граѓаните сакаат да живеат во земја членка на Европската Унија. Сакаат да сме полноправна членка. Но не само заради членство, само по себе, туку заради подобар животен стандард, заради подобро владење на правото, подобра инфраструктура, подобри услуги за граѓаните, заради економски напредок, социјална правда и владење на демократијата, заради подобар живот по европски стандарди, затоа што сакаат децата да им останат дома и тука да си ја градат својата иднина. Граѓаните може да видат дека нема ама баш никаков простор за загриженост. Напротив, уставните измени не загрозуваат ништо, ниту едно идентитетско прашање, а го отвораат патот кон Европската Унија. Со предложените уставни измени се зајакнува мултиетничкиот карактер, а во исто време и македонскиот идентитет, затоа што македонскиот јазик е признаен во Европската Унија, во преговарачката рамка и поради дефиницијата за македонската посебност. Македонскиот јазик, македонскиот идентитет, вграден во европскиот,
Значи, остварување на сонот на илинденците, на партизаните, на револуционерите, на сите кои се бореле за држава, рамо до рамо со големите европски државотворни народи. Ќе бидеме седнати на големата маса, ние ќе одлучуваме за нас, а не некои други. Членството во ЕУ значи пристап до фондови за развој, но и значи пристап до пазар од 500 милиони граѓани, за македонските компании, за македонските бизниси, за земјоделците, за македонските земјоделски производи. Европските фондови кои сега ги користиме, ќе се зголемат за 11 пати. Значи 11 пати повеќе пари за земјоделците, за развој, за модернизација, за поголем пласман, што директно значи поголем пласман и повеќе пари за секој земјоделец. За придобивките од членството во Европската Унија може да зборуваме многу од сите аспекти на живењето. Манипулациите кои претходно ги спомнав, времето потврди дека се лажни. Прво беше и асимилација и бугаризација, и откако се виде дека од тоа нема ништо, сега станува бугарски диктат. Уставните измени не се ничиј диктат, ниту пак нечиј поединечен предлог, туку се дел од преговарачката рамка на Македонија за членство во Европската Унија. Ни повеќе, ни помалку. Со внесувањето на делот од бугарскиот народ што живее во нашата земја, јасно се разграничува дека се работи за 3600 наши сограѓани со таква свест, за разлика од повеќе од милион наши граѓани со самостојна и автохтона македонска национална свест, со своја македонска култура и меѓународно признат македонски јазик. Јасно станува дека македонскиот и бугарскиот народ се два различни народи. Ние, македонците, сме своји на своето. Македонци кои зборуваат македонски јазик. Затоа, почитувани граѓани, ние, како пратеници, сме пред избор. Изборот е изолација или интеграција во Европската Унија. Нема друго. Изолација видовме што донесе 11 години. Освен подели по секоја основа и стагнација, уназадување. Станавме заробена држава, цели 11 години не мрнавме од место, додека младите ни се иселува, земаа пасоши на други држави. Затоа што младите сакаат перспектива и сакаат сигурна иднина и сакаат да живеат во држава која што е дел од Европската Унија. Не смееме да дозволиме младите да бидат жртва на политичари без став, кои освен својата фотеља и желба за власт, не мислат на ништо друго. Не смееме да дозволиме нова изолација, нови бранови иселувања, нови барања за странски пасоши. Јас сум за интеграција. Пратеничката група, чеј координатор сум, е за интеграција. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и сите политички партии застапени во пратеничката група се за интеграција. Имаме неповторлива шанса да го продолжиме европскиот пат и да оствариме уште една стратешка цел – членство во Европската Унија до 2030 година. Да бидеме рамо до рамо на големата маса, рамо до рамо со државотворните европски народи. Тоа им го должиме на нашите предци, на нашите современици, но и на генерациите кои што доаѓаат пред нас. И благодарам.